Благодарам, председателе. На почетокот би сакал да дадам една моја оценка дека Социјалдемократскиот сојуз или барем пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз малце влезе во офсайд со овој закон. Мислам дека повеќе од пратениците не беа ни свесни за каков закон станува збор и за значењето на овој закон и за аргументите кои што ги соопштивме. И мислам дека е коректно да го споделиме тоа со јавноста. Мислам дека пратениците на СДСМ, поголемиот дел од нив, извршуваат партиска задача да бидат против овој закон и против повеќето закони. Не верувам, посебно за неколкумина кои што потекнуваат, да речеме, од значајни места во Македонија, дека би гласале против ваков закон. Значи, лично не можам да замерам, но замерувам заради тоа што и во вакви исклучително јасни и прецизни ситуации, наместо да побарате пауза, да направите консултации, да ги разгледате аргументите кои што и претходно ви беа доставени, верувам нити тоа не ви го кажале во вашата партија, и да донесете одлука како пратеничка група. Заради тоа што одбраната на државата е прашање за кое што не треба да се разликува. И тука да биде јасно. Кога станува збор за армијата на Америка, за армијата на Германија, на Велика Британија, на Израел, на државите на кои што ние се огледува, мирно стојат сите. Мирно стојат. И сега да се убедуваме цел ден дали имало криза, дали немало криза, дали имало вонредна состојба, дали немало вонредна состојба, дали имало потреба, дали немало потреба. Ве молам, таа дискусија тргнете ја на страна. Нема премиер на европска држава, нема председател на европска држава кој што во последната година не ви кажал јасно и гласно дека Европа се наоѓа пред најголемата безбедносна закана после Втората светска војна. Тргаме на страна. Второ, денеска имаме 10.000 луѓе на граница кои што вчера насилно се обидува да влезат на нашата територија. Полицијата на Република Македонија, која што има прва надлежност да интервенира, едва се спротистави на тој напад. Директен атак на нашата граница. Значи, ве молам, илјадници луѓе поминува. Српската армија се распореди на српско-македонската граница. Да не се лажем. Унгарската армија се распореди на унгарско-српската граница. Хрватската армија се распореди на хрватско-српската граница. Значи, бугарската армија пука по мигрантите кои што ќе се обидат да влезат на бугарска територија. И веќе една година е распоредена на бугарско-турската и бугарско-грчката армија. И сега ние тука ништо не се случува. Овие од ВМРО спин прават за не знам шо, за дневно расправање. Ја ќе се расправам со Хари или со Васко или со Тунте од Охрид. Па дајте ве молам. Дај излезете од тој фиктивен филм. Излезете од тој фиктивен филм. Сите армии на Балканот набавуваат масовно оружје, сите, од прва до последна. И сите се распоредени на граничните линии, на јужните гранични линии. Сите, од прва до последна. И што? Сега ќе се лажеме тука. Состојбата е под контрола, мирно е, овие од ВМРО нешто сакаат да спинуваат, денеска да се израсправаат во собрание, па не знам тука кои експерти ќе спомнуваат, цела оваа дискусија било за да има на курир, на овој, на овој. Ве молам. За овој закон 2 месеци чека председателот да го стави на дневен ред, чекајќи ја вашата согласност, заради тоа што е двотретински закон, за тоа што треба согласност, заради тоа што за закони за одбрана и за клучни прашања треба заедно да гласаме овде. 2 месеци чекаме согласност. 2 месеци ви се дадени сите податоци кои што треба да ги знаете. Што е сега? Јавна расправа Тунтев бара. Зашто јавна расправа? Да излезе министерот за одбрана да зборува каква опрема ќе набавува, какви радарски системи ќе набавува, какво оружје ќе набавува, какви хубици ќе набавува. За тоа јавна расправа треба да направи. Па ве молам. За одбрана на државата зборуваме, за армијата на Република Македонија зборуваме. Во период кога Европа се наоѓа пред безбедносна криза, во период кога сите балкански држави без исклучок набавуваат оружје. Ние што имаме? Оперативен план, кој што не е првично започнат да се подготвува од овој министер. 2 министри
пред него го спремале овој оперативен план, едниот денеска пратеник го соопшти тоа говорница. Системски е подготвуван овој оперативен план. Над 100 луѓе во Министерството за одбрана и во армијата на Република Македонија учествувале во изработка на овој оперативен план. Во тие луѓе има и членови на СДС, и на други партии, и луѓе кои што се експерти и не се членови на ниту една партија. Таму има и македонци, и албанци, и турци, и бошњаци, и сите луѓе кои што се експерти и работат во институции. Како така наеднаш станавме ние подобри експерти од 100 луѓе кои што работат во Министерството за одбрана и во армијата и кои што процениле дека во наредните 10 години, пазете, не зборуваме утре ќе набавуваме ние оружје, во наредните 10 години какво оружје треба да набави армијата на Република Македонија. И наеднаш сега јас станав поголем експерт од тие, не знам, Цуклев стана поголем експерт, Тунтев стана поголем експерт, Орцев стана поголем експерт. Абе, луѓе, ве молам погледнете германски Бундестаг, ве молам погледнете амерички конгрес, ве молам погледнете британски парламент, ве молам погледнете израелско собрание, Кнесет. Кога станува збор за армија, за безбедност. Едногласно. Ако прашате дали имало меѓупартиски консултации со вас, да имаше. Ако не ви кажале, вие стајте си го лично, како возрастни луѓе, прстот на глава, зошто не ви е кажано тоа. Значи, дали има потреба од набавка? Не објаснувам повеќе, има потреба. Дали досега во минатите 10 години е набавувана опрема? Е набавувана опрема. Неточни ви се тврдењата дека не е набавувана опрема. И секогаш во буџетот на Република Македонија, и погледнете го, и во завршните сметки има степен на реализација тековни набавки на опрема за армијата на Република Македонија. Дополнително, има многу јасни и сосема јавни податоци за донации од пријателски држави, како Република Турција, Соединетите Американски држави, Германија и други, да не ги набројувам, но овие три се најзвучни. И тие се континуирано во овие 10 години. Донации во оружје и во опрема за армијата на Република Македонија. Дали се одржува кондицијата на армијата? Се одржува. Но проценката во овој момент, врз база на аргументите кои што беа изнесени, е дека треба нова и дополнителна опрема, ново и дополнително оружје. Зошто? Заради тоа што Европа влегува во безбедносен ризик во следните 10 години. На кого не му е јасно тоа? На кого не му е јасно тоа? Прашувате дали има кризна состојба, дали има потреба де од ваму, де од таму. Па луѓе златни. Пред неколку месеци ова собрание гласаше за прогласи кризна состојба на јужната граница. Дали се сеќавате? Па вие гласавте заедно со нас. Сите гласавме во ова собрание, прогласивме кризна состојба на јужната граница. Како се распореди армијата на Република Македонија на јужна граница? Како се постави оградата на јужна граница? Со одлука на ова собрание. И денеска ми излегувате, ми викате, нема кризна состојба. Бе, како вие гласавте за кризна состојба? Вие гласавте за кризна состојба. Ја не можам да се начудам, искрено не можам да се начудам. За ваков закон, да не дадете поддршка. После сите податоци, сите информации, навистина, мене ми се руши личната желба човек да се бори, да се докажува, да аргументира, да разговара, да се обидеме нешто покрај целата лошотија што внесовме во политиката, да направиме нешто добро за оваа држава. На што се сведе политиката? На тоа кој на кого ќе му префрли тука, кој кого ќе го слика, кој кого ќе го најде во непријатна позиција во овие 8 сати кои што седи тука во собрание. На тоа ја сведовме политиката во ова собрание. Не можеме како луѓе да се разбереме за основни потреби на државата. Навистина човек да изгуби секаква желба и за дискусии, и за аргументации, и да се бори за да направи нешто. Живеете во некој фиктивен филм, живеете во оние цилиндри нафлизар што ги ставаат и ништо надвор од приказката што ви се сервира од Павел Шатев не гледате. Спорите дали има кризна состојба во државата, а вие
Вие пратениците, не партијата, вие пратениците пред неколку месеци гласавте за кризна состојба. Луѓе, гласавте за кризна состојба, сега велите нема потреба од набавка на оружје. Понатаму, ова опрема ќе се набавува 10 години. Ќе се исплаќа 10 години. Што се постигнува? Ако во буџет, ве молам председателя, ако може да... Ако во буџет има хипотетички 10 милиони евра за набавка на оружје, со овој закон што правим? Сите 10 милиони да се искористат реално за набавка на оружје. Вредноста на купеното оружје да биде 10 милиони евра. Ако не го донесеме законов, ако што стојат работите нема да го донесеме, зашто треба двотретинско, ќе набавиме, ќе потрошиме 10 милиони, а ќе набавиме за 7,5. ДДВ-то е 18, царината од 1 до 11%, во зависност од која држава ќе се набавува. 7 во просек, 7, 25%, точно е, точно. Е сега, ако има 10 милиони за следната година, да набавиме за 10 милиони, да не набавуваме за 7,5 милиони. Тоа е целта на овој закон, бе, луѓе. Тоа е целта. Има пари во буџет. Има пари во буџет. На платата на ДДВ тоа е подобро од ланската година, господинот Помоновски тоа најдобро треба да го знае. На платата на другите даноци е повисока уште од лани, а лани, иако беше кризна година, беше исклучително добра по основ на другите давачки. Има пари. Државата е задолжена со 36% од БДП, онолку колку што беше од 2006 година. Исплатата на долговите тековно оди, најголем дел од долговите сега што се исплаќаат се од периодот пред 2006. Ама тоа е тековно финансирање. Вие го користите за дневна манипулација тука. Луѓе, дајте на оваа тема да не манипулирам. Дај тргнете све, дајте, ако треба пауза, јас ќе побарам пауза како координатор, да направиме уште едни консултации со вас и со колегите од ДУИ, да се испочитуваме сите и наистина процениме што е потребно за армијата на Република Македонија. Ве молам, не заборавајте, армијата на Република Македонија е веројатно единствената државна институција што ужива максимална доверба од сите граѓани на Република Македонија, без разлика на партиска, етничка и религиска поделба. Најголема поддршка. Нити парламент, нити влада, нити собрание, нити политички партии, нити судство, нити локална самоуправа имаат толкава поддршка и доверба од граѓаните колку што има армијата на Република Македонија. Затоа ве молам, сега што треба? Да го замолиме господинот Јолевски да ни достави безбедносни информации колку оружје Србија набавила, колку оружје Хрватска набавила, колку оружје Грција набавила, колку оружје Романија набавила. Тоа треба да го, ние треба да го кажеме на оваа говорница. Или не го знаеме, живееме во друг свет, во кој што нема кризна состојба на јужната граница, иако сами пред 3 месеци ја гласам. Затоа, почитувани колеги, јас најмалку што сакам, ве молам, најмалку што сакам е да се расправаме на оваа тема. Ве молам сите присутни од НСДП, од ЛДП, од СДСМ, од ДУИ, од коалиционите партнери во коалицијата за подобра Македонија, сите заедно да размислим. Ако е потребно и пауза ќе побараме, ќе направиме дополнителни консултации. Овој закон не е нити дел од партиска програма, нити има цел да донесе партиски поени на некој. Овој закон треба да биде закон за кој што целиот екран ќе биде зелен и сите пратеници ќе гласаат заедно. Затоа ве молам, има пратеници кои што лично ги почитувам и со кои што лично комуницирам интензивно и за политички теми, но и за секојдневни теми. Ве замолувам, размислете два пати дали овој закон не е еден од законите за кои што ние треба како собрание да покажеме унисоност и едногласност и да дадеме поддршка на планот кој што армијата и министерството сами го направиле. Благодарам.